Време е за нашите гости во студио. Веќе првата гостинка е позиционирана заедно со мојата колешка Оливера. Имаме многу интересна тема која што верувам и вам ќе ве поттикне на размисли, на промени и на нешто што од нас зависи. Животот е константна промена, секој еден ден е можност да направиме нешто многу подобро и многу повеќе од она што сме направиле до вчера или до денеска. Токму на таа тема како со мали навики да направиме големи промени и да формираме здрав животен стил, нашата прва гостинка Викторија Бурсак, бизнис тренер, ќе ни помогне ова утро да се ставиме на некои убави и добри промени. Вистинско време во годината. Викторија, добре ни дојдовте. Добро ве најдов и благодарам на поканата. Вистинско време во годината, не знам зошто така, не е крај на година, не е почеток на нова година, но некако крај на лето ми се чини старт на нова учебна година и мислам дека е вистинско време да отпочнеме со некои добри навики, така нели? Па според мене секогаш е вистинско време, ама ајде да речеме дека ова е најдоброто за сите. Одлично. Пред да си го започнете разговорот, би сакала да понудам некој македонско кафе или чајче, можеби? Па може чај. Чајче, да. Одлично. Благодарам. Не знам дали утрински пијало како кафе на гладно влегува во здравиот начин на живот? Никако не. Не? Да. На почеток јас кога го разбрав тоа ми беше малку криво и тешко, меѓутоа кога сватив што всушност кафето ни прави наутро, разбрав дека многу е подобро да го поместиме, само не дека не треба да го имаме, секако има доста уживатели на кафе, но само во друг дел од денот, малку подоцна, можеби после појадокот. Не со првото отворање на очи. Така е. Така? Да. Мојата колешка вели само да го мирисам ми е доволно за да ме расони и да ми даде убаво чувство. Така. Па може да го мирисаме пред Може, појадокот, а потоа и да го уживаме. Добра идеја. Да. Што значи здрав живот, Викторија? Во смисла здрав начин на живот, можеби добра форма на телото или комплетен баланс во животот? Апсолутно баланс. Значи не е доволно само да сте во топ форма, меѓутоа не е добро ни да се игнорира тој момент. Јас ова го кажам од искуство, работам доста интензивно со луѓе секој ден на месечно ниво, со многу голем број на луѓе кои што бараат решение, ми се обраќаат за тоа како да подобрат своје ниво на енергија, изглед, подобрат своја исхрана. И многу пати гледам дека некои одложуваат и не се баш свесни во точката каде што се наоѓаат, дека треба да се превземе нешто, значи не треба да се игнорира, но секако идеален, да кажам, концепт за еден здрав животен стил е баланс од добра исхрана, физичка активност и секако добар сон и добро обкружување. Затоа што ако ние сме во топ форма, имаме лош мајндсет, начин на размислување, мислам дека ќе биде бадиела, залудно, да. Интересно е што ти пред неколку години, пред 4-5 години, самата беше жена која што имаше проблеми во изгледот и не беше задоволна со тоа, се додека не го откри начинот дека секој може да изгледа добро само ако ја промени мислата и го направи оној прв чекор. Така е. Што се смени во твојот живот и како сега ги менуваш животите на другите луѓе? Па точно е, да, јас бев баш во една, да кажам, многу, така ќе кажам, лоша точка во својот живот, на секое поле. И се случи тоа што се налутив јас самата на себе си. Значи, тоа е оној момент кога ќе се погледнете во огледало и ќе го имате оној длабок разговор и ќе си речете доста е веќе, не можам да те гледам, не сакам повеќе и ќе направам се што е потребно за да ова веќе не е вака. И се додека, тоа често го зборам со моите клиенти, се додека секој од вас не дојде до тој разговор и до таа одлука, нема ништо да се промени. Може да го имате најдобриот тренер, може да го имате најдобриот концепт, меѓутоа првата промена, најважна, првиот свич е секогаш во умот. И од тој момент натаму, кога донесов таа одлука, еве до ден денеска, мислам, сосема нова личност сум јас, трансформирана. Сакам да споделам една мисла која што ти кај тебе ја прочитав и велиш: не градам бизнис, градам жени. Така. Ова пред неколку часа го имаш објавено. Жени кои сакаат нешто свое, кои имаат амбиција, но не сакаат амбицијата да им го земе животот. Жени кои не сакаат да избираат меѓу семејство, кариера, пари и слобода. Можеби токму затоа најмногу ме исполнува тоа што го работам, затоа што не гледам само што една жена е денес, туку што може да стане. Ако и ти чувствуваш дека во тебе има повеќе и сакаш да изградиш нешто свое,
Обрати ми се, побарај ме. Така е. Значи, токму тоа и го работам. Секоја жена може да биде среќна? Секоја. Па и маж, не само жена? Секоја, да. Мислам, конкретно јас работам повеќе со жени. Тоа е мојата одлука за мојата таргет група. Сметам дека тука најмногу можам да инспирирам, затоа е тоа така. Меѓутоа важи за секој човек. Секој може во било која точка од својот живот да биде апсолутно среќен, да биде во својата најдобра форма, да биде во една позитивна мисла и да го изгради и да го живее животот што го сака. Само треба да одлучи. Само што многу луѓе сметаат дека треба идеални околности за сето тоа, да се подеси животот, не знам, во некоја идеална мерка, за да се случи ова за кое што зборуваме. Меѓутоа, апсолутно не е така. Не е битно кој ден сме, дали е први, 15-ти, оно што го зборевме со Сузана, почеток на школска година, нели враќање од одмор, може да е еден обичен ден да станеш и да се пробудиш и да донесеш одлука, независно. Значи се е во нас. Да, јас сакав само да се надоврзам со едно прашање, внимателно слушам и многу ме интересира, особено на овие женски теми. Има една позната мислена Коко Шанел, или може би и ти си ја сретнала, вели не постои неубава жена, туку постои само мрзлива жена. Така. Апсолутно. И јас се согласувам. Слушувате? Апсолутно. Не, ја не би рекла мрзлива, поготоа не за нашите македонки. Значи, ние имаме премногу вредни и квалитетни жени, но јас се случувам со нешто што е малку подлабоко, а тоа не е доволно себе љубов или љубов кон себе си. Значи, полни се нашите жени со љубов, меѓутоа се за некој друг, се за некој таму. Никогаш за себе. И сега не зборуваме за онаа љубов, да кажеме сега што е актуелна под наводници нарцисоидна некоја димензија, туку она да кога ќе станеш и речеш сега јас сум си приоритет да го направам својот тренинг, да го изедам својот здрав доручек, да направам план за распоред на своите оброци. И воопшто не е себично да се ставиме на првото место. Така е, само морам да нагласам за да луѓето нели не речат дека сега јас ги поучувам на некој индивидуализам, на некој фокус кон самите. Така е. Далеку од тоа, меѓутоа доста гледам прекрасни жени кои што имаат неверојатен потенцијал, го одложуваат заради тоа што се нешто друго е поважно отколку тие самите на себе. И јас ги подучувам во тој дел. Им давам мотив, им давам поддршка, бидејќи од друга страна па никој па и не му текнува тоа да го направи во околината. Не, јас сум била во таква средина, обкружена со луѓе кои што ме сакаат, меѓутоа едноставно не марат за мене, нели, во која фаза сум била, дали сум била среќна, дали ми требало промена, а јас вака со ова што го работам имам неверојатна прилика да им помагам во тој дел на жените. Еден пријател уште пред 10 години прилично гојазен, значи дебел, и кога му велев зошто не започнеш со некој здрав начин на живот, ми велеше немам мотив, немам инспирација. Изреализиран маж со жена, со деца, меѓутоа не знам зошто не сакаше да си покаже љубов на себе си. Така е. И ден денес очигледно чека да му уклучи кликерот и да му кликне дека треба да се само љуби. Така е. Исто и јас имам пријател кој што е многу успешен. Сега мислам он дојде во својата најдобра верзија за својата возраст. Меѓутоа секогаш имаме простор за напредок и за подесување. Моето мото е дека секој ден можеме да бидеме 1% подобри. По 365 дена, израчунете колку е тоа многу, нели, на годишно ниво. И он вели, ама јас немам мотивација, мене ми треба некој да ме инспирира, да ме мотивира. Значи, луѓето генерално бараат надворешен фактор и јас го барав тоа. Мислите може да не инспирираат? Сами мислите во нашата глава? Ние самите сме доволни за тоа и нашата одлука. Со тоа што ние сме родени на овој свет, дишеме, живееме, ние сме веќе победници. Има ли нешто повредно од тоа? Зошто да ми треба потврда од некој друг таму или да чекам некој да ме инспирира? Значи, сите ние кои што сме тука, нели, и битисуваме, практично сме победници и треба да го почитуваме тоа, не да запаѓаме во некои мисли дека ни треба надворешна потврда, мотивација и така натаму, некој да ни инспирира. И кога ќе станеме такви какви што зборуваме сега, тогаш ќе привлечеме се што сакаме. Тие што ги чекавме цело време да не инспирираат и мотивираат, тие ќе се појават. Бидејќи стануваш како магнетно поле и почнуваш да привлекуваш се она што си сакал, обратно е. Тоа значи дека да, кога ќе ја добиеме таа форма на телото, кога ќе бидеме задоволни со себе, ќе ни тргне на сите полиња? Така е. Зашто ти кога се будиш од сабајле и кога ќе се погледнеш во огледало,
ти поинаква енергија имаш кога си се допаѓаш, да бидеме реални. Значи, јас сум го поминала тој пат. Јас не сум го сакала одразот во огледалото и сега е поинаку, го обожавам. И поинаку, кога ќе излезам во светот, поинаку манифестирам, поинаку се однесувам, поинаква енергија им давам на луѓето. И на сама себе си, и автоматски се менува квалитетот на мојот живот. Така и на секој. Што треба, како треба да ни изгледа еден ден, Викторија? Секој си има идеална формула за идеален ден. Кај сите е различно? Кај сите е различно, сите имаме различен биоритам, сите имаме различни цели, нели, различна возраст. Но можам да кажам за мојот, како изгледа идеален. Мојот идеален ден е со оглед на тоа што јас сум самохрана мајка. Сакам денот да ми почнува со оно што ми е најважно, тоа е моето дете. Значи јас сакав да кога ќе се разбудам наутро да не бидам во брзање, во гужви, во сообраќај, да трчам на работа, во некое негативно окружување, него идејата ми беше ако можам да изградам нешто што ќе ми даде мир еден утрински, за да се посветам прво на себе, зашто животот и влегување во денот е за мене како во војна, под наводници. Ти ако не се наоружаш добро наутро, после тоа денот ќе те сомеле. Ќе биде појак од тебе и околностите и луѓето. Сакам да си ја имам својата утринска рутина. Тоа често и го објавувам јас на социјалните медиуми. Мојот детокс напиток, мојот идеален појадок, време со моето куче, време со моето дете. И добивам силна енергија во тој универзум да можам да после тоа да уживам со моите клиенти кои што веќе ги имам и моите жени кои што мислам се мои бизнис партнери, дел од мојот тим. И потоа во втората половина на денот веќе уживам во запознавање на нови луѓе. И размислувам каков, да речеме, контент или содржина да искреирам, да можеби би инспирирала некој таму кој што е во некоја точка на нема мотивација, не знам од каде да почнам, сакам промена, го пронајде тоа, нели ги пронајдам луѓето што се навистина спремни и проминам нечи живот. Тоа е за мене еден идеален ден и секако доброто обкружување. Јас не сум човек кој што многу често ќе го видите да има некој интензивен ноќен живот, но секако ќе ме видите на ивенти каде што има успешни луѓе, каде што има квалитетни луѓе, каде што има луѓе кои што ти даваат ветар во грбот, ти даваат информации кои што те поттикнуваат на раст. Така, со оглед на тоа дека толку ни дозволува времето, јас само ќе им препорачам на нашите гледачи да те побараат нели на социјалните мрежи Викторија Бурсак, да те исконтактираат и да се обидат да си го променат животот. Да, доколку му треба на некој потреба, секако дека тука сум за вас. Одлично. Одлично зрачеш и драго ми е што си успеала да се изреализираш како ваква личност, задоволна и да им помагаш на нашите саграѓани. Ти благодарам, Оливера, на прекрасниот разговор и на поканата. Чекам и во друга прилика на некоја друга интересна тема. Благодарам. И јас ти благодарам, Викторија. Беше задоволство, така убаво, баш како терапија. Ми се чини дека ни понуди ова утро, кратко, ама многу ефикасно. Камо ние да можевме, Оли, да имаме ваква рутина и ваков почеток на денот, релаксирано, со сите наши ритуали, со сите наши нешта кои си ги правиме вообичаено во деновите кога не сме на утринска, тоа е за време на викендот, но сечија професија не може да си дозволи таква една рутина, но да стремиме кон тоа да имаме што повеќе такви ритуали, таков старт на денот и тоа важи и за помладите и за повозрасните.